Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Изградба и продажба на станови Трим и Лум. Полициска контрола на влезот во Охрид заврши со смртен исход. Едно лице почина откако за времена интервенција на полицијата проголтало паковка со дрога со која се претпоставува дека содржала кокаин. Инцидентот се случи синоќа на булеварот Туристичка, кога полициските службеници се обиделе да запрат патнички автомобил Range Rover со чешки регистарски ознаки. Возачот не застанал, се обидел да избега, а 44 годишниот сопатник проголтал опаковка со дрога. Набрзо потоа му се влошила здравствената состојба и починал. На 8 јули во 22 часот и 30 минути на булеварот Туристичка во Охрид лишен од слобода е ИМ 32 годишен од Охрид. Тој управувајќи патнички автомобил Range Rover со чешки национални ознаки не го сопрел возилото подаден знак од полициската патрола, туку избегал и по дополнително преземени активности бил застанат. При тоа полициските службеници во возилото го забележале СП 44 годишен од Охрид, кој веднаш проголтал опаковка со наркотична материја. Лекарите велат дека внесување по голема количина кокаин може да предизвика сериозно труење, тахикардија и миокарден инфаркт. Кога ќе се земе во поголема количина, а особено ако се комбинира заедно со алкохол, тогаш се јавуваат оние несаканите ефекти врз физичкото здравје, што значи доведува до особено нарушување на срцевиот ритам, тахикардија и други абнормалности на срцев ритам, се до развој и на миокарден, дури и инфаркт може да се развие, и тоа е, мислам, како една од најчестите причини за зголемена смртност поради предозираност со кокаинот. Од општата болница велат лицето било дооднесено без знаци на живот. Неуспешни биле обидите за реанимација. Телото на починатиот е предадено на обдукција, која што треба да ги утврди точните причини за смртта. Истрагата продолжува. Советот на општина Охрид на денешната 12-та седница донесе одлука за отстапување на користење на дел од јавните паркинг простори во Стар град на јавното претпријатие Билјанини извори. Станува збор за паркинг просторот кај крстосницата на улиците Цар Самуил и Коста Абраш, односно пред црквата Света Софија, паркингот долж целата улица Илинденска, како и паркинг просторот на улицата Коста Абраш кај Сараиште. Дополнително со одлуката јавното претпријатие се задолжува на резидентните жители од овие улици, кои имаат уредна документација за живеалиште и доказ за собственост на возило, да има возможи бесплатно паркирање. Прво сметаме дека со ставање во функција на паркинг просторот кој што е наведен во одлуката, ќе овозможиме намалување на сообраќајната фреквенција во тој дел од градот и секако по непречено движење на возила. Второ, мислам дека со регулирање на паркинзите од страна на јавното претпријатие би добиле непотребно да се отклонат сите оние паркирања кои што сметаат во сообраќајот и ја загрозуваат безбедноста на пешаците и сообраќајот воопшто во тој дел. И трето, мислам дека со оваа одлука ќе се подобри паркирање на резидентното население во тој дел од градот. Од опозицијата побараа дополнително образложение како ваквото решение ќе придонесе за поголем ред во сообраќајот и паркирањето во Стариот град. Дилеми имаше и околу тоа како новиот режим на паркирање ќе се усогласи со постојниот систем на рампи за влез во овој дел од градот. Не знам колку ќе се направи ред со тоа што ќе му стапиме просторот на јавното претпријатие Билјанини извори, односно ако за населението кој што живее таму ќе е бесплатно, за другите нема да е. Меѓутоа, знаете што значи бесплатното, не зборувам за по улица Илинденска, цела улица Илинденска, кај што нема никој паркинг во своите домови, знаете каква е ситуацијата таму. Во оние два паркинзи, каде што се Сараиште и Света Софија, ако населението само тоа има право да паркира бесплатно, тогаш нон-стоп ќе има паркирани коли, не ќе може ни една друга кола да најде соодветен паркинг. Сакам да прашам во однос на рампите за влез во стариот дел на градот, нели има и горе и долу. Право на влез
На тие рампи со картички веќе имаат мештаните, односно жителите на Стар град. Па сега се прашувам кој ќе може да влезе преку тие рампи, како ќе им се отворат, за да се паркираат по Илинденска, Коста Абраши, Сараиште и така натаму. Мислам, малку е нејасно, ако може да ми објасните. Од општината појаснуваат дека рампите го регулираат само влезот во стариот град, но не и паркирањето. Право на влез имаат и такси возила, доставувачи на стока, туристи кои се сместуваат во овој дел од градот, како и вработените во објектите. Според надлежните, токму овие можности често се злоупотребуваат, бидејќи дел од возачите, наместо по завршувањето на обврските да ги отстранат возилата, ги оставаат со часови, па дури и со денови на паркинг просторот, кој првенствено е наменет за жителите. Значи, целта на ова одлука ни е токму паркинзите да бидат без надоместок на сите оние кои што се резидентно населени. Оние кои што ги злоупотребат, например, ако доставачот на роба достави роба до некој дојчен и си оди долу на Сараиште цел ден да си прави плажа, возилото го стои на паркингот, треба да си плати. Слична е состојбата и со вработените. Вработените, 8 вработени во еден објект, може да се организираат со едно возило и со 2 возила стигнат до работното место, меѓутоа сега за жалост стануваат 8 возила од сите вработени и нивните фамилии по завршување на работно време, место да го напуштат просторот за паркирање, да му го словаат на оние кои што реално му припаѓа, по цел ден оставаат возилата. Вакви ситуации се забележени, дека премногу. Според Ивановски, решението нема целосно да го елиминира проблемот со паркирање во стариот град, но ќе значи подобрување. Со преземањето на овие паркинг простори од страна на јавното предпријатие Билјанини извори ќе се обележат паркинг местата, ќе се спречи несовесно паркирање на критични точки и ќе се овозможи непречен пристап за противпожарни возила, брза помош и полиција. Од општината очекуваат мерката да донесе конкретни придобивки за жителите и да биде чекор кон решавање на проблемот со паркирање во овој дел од Охрид. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и услови за наоблачување и врнежи од дожд попладне. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна до 28 степени. Во Македонија утре температурите во интервал од 11 до максимални 34 степени. Утре и во сабота времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност со слаб до умерен ветер од променлив правец. Во недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северозападен правец. Од понеделник следува период на претежно стабилно и сончево време.